Поштовани гледачи, влегуваме во третиот час на нашето отворено студио, кое започна во 14. Се надевам дека оние што сега се приклучени може да ги видат содржините што веќе ги објавивме на нашиот сајт. Тоа беа разговорот со Тања Алексич, професор во гимназија, медиумски работник, човек кој ја внесува на одреден начин новата азбука на сексуалноста во Македонија, која разговара со своите ученици без табуи, но исто така предупредува дека мораме на учениците да им посветиме внимание и во начинот на кој се едуцираат, да не бидат репродуктивци, туку креативци. Потоа следуваше гостинката од факултетот од ФЕИТ, професорката Спасевска, со која разговаравме какви станови се градат во Македонија, колку ние како добри домакини при изградбата на куќите ги применуваме новите стандарди на европската регулатива во заштита на енергијата за сето тоа што на одреден начин е некаков тренд. Влегуваме во третиот час, ви реков, и мислам дека сега заслужува да го облечам, да речам условно, моето клише од сакоа, затоа што во вечерните часови стилистите велат дека не треба да се биде со кошула. Мој вечерашен или попладневен гостин е познатиот универзитетски професор Трајан Гоцевски. За оние што помалку паметат, да кажам дека тоа е првиот министер за одбрана на Македонија, човекот кој ги постави македонските војници на границата, кој во меѓувреме беше еден од главните преговарачи околу дисолуцијата во Македонија во оваа техничка ситуација, и морам да ви кажам дека му ги забележувам овие архивски тефтери кои на одреден начин се некаква историја на Македонија. Професоре Гоцевски, благодарам што одвоивте време. На одреден начин сме бележители на оваа посттранзицијска и постсамостојна Македонија. Во една пригода реков дека за Македонија 3 фази се исклучително важни во незиниот развој. Тоа е 91-ва, 2001 и сочувувањето на незиниот интегритет наспротив внатрешните конфликти, и мислам дека е сега време таа трета фаза да ја покажеме на одреден начин зрелоста на сопствената држава, на незините политички и институционални капацитети. Што вие мислите? На каков начин Македонија ги помина овие премрежја? Кои се тие клучни етапи каде што одговоривме со позитивна енергија, со знаење, и каде што пропуштивме одредени шанси? Па видите, јас ви прво благодарам на поканата и ви честитам за емисијата Отворено студио, која што е исклучително квалитетно. Бидејќи јас прв пат учествувам и морам тоа да го кажам. Како одговор на вашето прашање, ќе спомнам дека деновиве во Македонија се водат многу дебати по разни прашања, и тоа е на некој начин добро, бидејќи демократизацијата во Република Македонија веќе почнува да ги дава своите резултати. Но ова пригода сакам да кажам, бидејќи сепак темата на разговор ќе биде околу најактуелната состојба, дека има некои работи од еден историски контекст, од поновата историја, како вие што спомнавте, тие фазите од нашиот развој да се спомнат, не затоа за да одземат време, но да се спомнат за да видиме ние докаде стигнавме и зошто овие денови Македонија станува арена на меѓународната сцена, зошто во Македонија од затворена држава денеска ја посетија сите најмоćни политички фигури, и зошто е толку важна спогодбата со соседна Грција, бидејќи ние сепак сме во еден немирен Балкан, кој што колку е важен за нашата стабилност, и ова спогодба колку е важна за нашата стабилност, толку таа ја тангира и регионалната стабилност, но и пошироко, малку поглобално, бидејќи ние во последните 3 децении се соочуваме со многу безбедносни предизвици. Сега конкретно Република Македонија во првата фаза, јас околу името ќе ги, бидејќи тие фази се врзани со името, ќе ги објаснам, тие се 5 фази, но сте во право дека Македонија најголемите премрежија ги имаше после раструјето на Југославија и околу самото самостојување.
Само ќе напомнам, и тоа ќе го поврзам со евроатлантските интеграции, бидејќи спогодбата со Грција е врзана директно со нашите евроатлантски интеграции и да надополнам една работа која што кај нас во јавноста не се спомнува, а тоа е спогодбата покрај вратата за влез во НАТО и вратата за почнување на преговорите со Европската Унија, во основа отвара простор Македонија да се регистрира во Обединетите нации како самостојна независна држава со полн правен легитимитет. Бидејќи, да не заборавиме, не е само аспирациите на Македонија за НАТО и Европската Унија, но Македонија не го затвори и своето членство во НАТО под име, под држава која што е независна, суверена, со сите атрибути на држава, бидејќи ние таму сега сме исто така со привремена референца. Сега да се вратам... Ја помалку, дозволете малку да бидеме интерактивни. Ми се чини дека еден од поранешните премиери вели во изборот меѓу Република Северна Македонија и поранешна Југословенска Македонија, нели, која е, да речем, условно нужно зло. Меѓутоа се чини дека оваа спогодба нема само прашање на номинацијата, на името, туку натаму. Сакам да ве упатам на тоа дека кога почнува и кога ќе заврши, условно да кажам, процесот на заокружување на државно-правниот идентитет. Дали е само со Обединетите нации или со реализација на овие, да речем, 3-деценијски преокупации ЕУ и НАТО? Значи, ние мораме да го гледаме тоа прашање во еден комплекс. Значи, ние видовме дека во принцип, иако идејата за нашето осамостојување, прогласување на независна држава, секој пат се врзуваше, значи, Обединетите нации, тие велат решете го да ве признае прво Европската Унија. Европската Унија вели решете го прашањето со Грција. Сакаме да одиме во НАТО. Ги постигнавме сите, нели, перформанси кои што се бараше од нас, но на крајот рекоа решете го проблемот со Грција. Значи, и пазете, тука има три клучни работи од кои се бараат од нас и тоа не е добро објаснето. Значи, првото прашање е да го решиме спорот со Грција, а ние знаеме дека добрососедските односи се клучни за влезот, нели, и во НАТО и Европската Унија, а се врза и со Обединетите нации. Втората работа се добрососедските односи, тие се клучни и тие не можат да бидат игнорирани, затоа се постигна договор со Бугарија, сега со Грција, за да се отргне и тоа прашање. И третата работа, која што исто така не е доволно објаснување, се границите на Република Македонија. Значи, јас за тоа, ако има време, ќе прозборам малку повеќе, бидејќи ние кога во 92-та година, нели, 91-та година после референдумот на 8 септември и по донесувањето на уставот на 17 ноември, ние прогласивме независна држава. Ние во каква состојба се најдовме тогаш? Прогласивме држава, услов да бидете држава е да имате заокружена територија. Ние немавме заокружена територија, бидејќи границата со северната граница со Србија, таа не беше меѓународно признаена. Значи, ние имавме проблем со границите и тоа се провлекуваше многу подосна. Значи, тоа до 90-те години, 99-та, кога се затвори. Другата работа, ние зборуваме дека ние дадоме изјава дека ги прифаќаме постојните граници, но тоа ништо не значи. Значи, границите треба да бидат направени со меѓународни договори, депонирани во Обединетите нации. Значи, ние тоа не го направивме. Крајот потоа следува договорите со Косово и со Србија за одбележување. За одбележување. Значи, ние сега со оваа спогодба со Грција, покрај тоа што стануваме и стратегиски партнери, ние затвараме проблемот на границата. Значи, ние сега веќе ќе имаме гаранција дека сме заокружена територија и сме држава по сите меѓународни стандарди. Сега, покрај тоа, покрај овие три клучни прашања, ни беше оспорено името, и јас ќе ги кажам двете фази, трите после. Понатаму, имавме значи, граници кои што меѓународно не беа признати, имаме лоши добрососедски односи со сите четири соседи. Вие се сеќавате дека имаме проблеми и со Србија, и со Косово, и со Албанија. Понатаму, во тој период над глава ни висеше отварањето на Јужниот фронт, во кој што Македонија сакаше да се втурне во војна. Не сакаше Милошевич да и Милошевич и Туџман. Бидејќи тоа беше им требаше тампон на Косово за да може да меѓу себе да се пресметат. Да се пресметат, ама ние ќе бевме колатералната штета. Понатаму, во тој период ние доживеавме и економското ембарго од Грција. Ембаргото на Обединетите нации малку подосна и ние имавме проблеми, значи ние останавме без течни горива, економијата беше парализирана
скоро речи целосно, Солунското пристанище беше блокирано за наша роба и ние дојдоме во ситуација сега да правиме анализа како да излеземе од тој проблем. Пред тоа, за овој, да речем, помалку историско-политички бекграунд, ми се чини дека малкумина или многумина забораваат дека ние 92-а ја имавме она катастрофална Лисабонска декларација на самитот на Европската унија, кој да не беше Глигоров и владата, ќе не обезличеше. Тамо стоеше став дека ние не можеме да користиме името Македонија во нашето уставно име. Затоа сега јас кога зборувам за спогодбата со Грција, тоа го напомнувам дека ние за прв пат сега ние не го менуваме името. Ние мора да одиме со една позитивна енергија кон тој процес. До сега во сите фази именката Македонија никој пат не беше прифатена да биде централен столб на името на Република Македонија. Дури Грција во најдобра фаза кога попушти, кога бараше сложено име со географска одредница, предлозите беа, да речеме, ако е Северна Македонија, тоа да биде напишано во еден збор Северна Македонија, Македонија со мала буква споено со географската одредница. Според тоа ние и тоа беше обезличување. Ние сега имаме многу почиста ситуација. Но еве да се вратиме само на овие фазите. Значи, првата фаза по распадот на Југославија, таа траеше некаде до 14 март 1991 година, кога во Белград престана да работи една комисија која што беше формирана од сите републики, од тогаш председателите на републиките, и која што работеше на еден проект, а тоа беше како да се задржи некаква федерација или конфедерација и кои би биле нејзините функции. Јас учествував во тие разговори до 14 март и сега што беше во суштината за името во тој период. Додека другите зборуваа за територии, за разграничување, додека Словенија бараше да си оди без проблеми, Хрватска бараше да го реши Босна и така натаму, тој е период кога почнаа дебатите за поделба на Република Македонија. И ние треба тоа да го спомнеме. Значи, тој период, од Конгресот, тој беше 14-ти, кој беше Конгрес, до 14 март 1991 година, дебатите се водеа за поделба... Кој го инициираше тоа? Да. Тимот на Слободан Милошевиќ, бидејќи превладува становиште дека таа е спрегата Белград-Атина, значи, се или тоа беше дел на старата разузнавачка структура на КОС, на проектот на опера. На 4 релации се водеа разговорите и да ви кажам, многу беше непријатно вие кога седите во Палата на Федерација, значи преговарате, Месич тоа беше председател на председателството и од време на време ќе видите дека се работите почна да имаат некој турбулентен карактер и ви кажат на вас дека Тујман и Милошевиќ председателите се договориле Херцег Босна да ја решава Туѓман, Србија да признае независноста на Хрватска како независна држава, а Србија да не решава нас со Грција, бидејќи ова територија под Букурешкиот договор е фактички припадната тогаш на Србија. Тоа беше реална ситуација во која што во неколку наврати ние доваѓавме во една исклучително комплицирана состојба. Сега, покрај релацијата Белград-Загреб се отвори релација Атина-Белград и Атина-Софија. И ние во тој период имаме две работи. Значи, Атина се надоврзуваше на оваа приказна, значи да се реши тие развива една теза, ние да направиме граница меѓу Грција и Србија, да си граничиме ние меѓу нас. Во таа ситуација Македонија немаше, кој зборувал тогаш за уставно име или за други приказни, значи да ја нема Македонија. А Бугарија исто така да биде вклучена, бидејќи таа има дел, 17%, тој Пиринскиот дел е 17% од тогашната територија Македонија, да го решат тоа да и го остават на нив. Но среќата, која е среќата? Во тој период, значи, Бугарија ние успеавме преку Желју Желев председателот, тој е сега починат, но тој изврши една исклучително значајна улога во тој период. И преси врз Јелцин да не признаат исто време. Да, тој изврши тоа да не признаат, понатаму не спасија од кризата на течни горива, бидејќи ние тогаш воспоставиме коридор Бургас-Скопје. Има тука, професор, еден детаљ кој предполагам вие го знаете, а јас како проследуваш на тие состојби, ми се чини дека од тој миг еден пожустар одговор на американските тајни служби и на американците стигна и до Атина, во кое, меѓу другото, им ја сменија перцепцијата дека за Грција е многу важно на својата северна граница да ја има самостојна Македонија, зашто да има
мокна Србија, дотолку повеќе што тогаш се уште се крчкаа конфликтните состојби. Значи, Бугарија се повлече од таквите преговори, не сакаше да учествува на состаноци. Грција исто се најде под удар на и Соединетите Американски држави, но и на други држави. Јас ќе ви кажам дека ние кога го одлучивме, тоа е 18 мај 92 година, значи да одиме во членство во НАТО, бидејќи тоа го видовме како един излез за нашата долгорочна безбедност, че тогаш председател Глигоров доби задача да го информира Бейкер, како министер како државен секретар за надворешна политика, а јас да ги информирам двајца дипломати амерички, едниот се викаше Ричард, а едната беше дама се викаше Каролин, кои дојдоа во Скопје, и ние нив ги брифиравме за целата наша ситуација, за ова што се случува околу нас, ги брифиравме за идеите за поделба на Македонија и за идеите за нашето обезличување. И од тогаш Соединетите Американски држави застана, значи председател Глигоров беше во Америка, ние тогаш и тоа е една да речеме за јавноста интересна работа, ние тогаш како знак на добра волја го понудивме полигонот во Пепелиште за да може да го користат америчките или НАТО снагите, за да кажеме дека ние сме подготвени за влез во Европската унија, во НАТО пред се во тоа време, и дека нашата долгорочна перспектива исклучува ја гледаме во НАТО. Затоа многу умира од нашите гледачи да им објасниме, Пепелиште е криволак. Криволак, за да знаат дека од тогаш преовладува становиштето на... Да, тогаш е на нив им е предочено тој. Сега одиме понатаму. Втората фаза почнува од 14 март и таа трае до некаде 20 јуни 92 година, кога во Лисабон се одржа, вие го спомнате тоа, Лисабонска декларација, кога Европската унија на самит, значи на лидерите, донесе заклучок. На север од Грција може да има нова независна држава, ама без именката Македонија во нејзиното уставно име. Грција, нивната силна дипломатија и лобирање успеа тоа да го наметне и фактички ние во тој вториот период добивме тотално обезличување и не знаевме од прилика кој пат да го фатиме. Тоа стане една голема паника во Македонија, тоа заседаваше владата, сите подготувавме разни сценарија како ќе излеземе од кризата и така натаму. Тогаш почна дипломатија од председател Глигоров, од амбасадорот Денко Малески и така натаму, и сега почна приказните како да се излечеме од таа ситуација. Дипломати од Англија дојде, од Америка и така натаму, и јас ги имам белешките овде за првите предлози како да излеземе од оваа ситуација. Значи, првиот предлог, значи е... Само еден момент, да објасниме тоа белешка. Ова е алманах на Трајан Гоцевски за тие драматични мигови, ова што го бележите тука. Да, ова се сите... Го има во некакви историски архиви и документи, или? Овие се сите мои лични белешки, тие веројатно ќе идат во архивите. Ја замолам режијата преку нашиот кран да дојде до автентичниот ракопис и до забелешките на професор Трајан Гоцевски. Поведете. И сега, во тој период, што се случуваше? Значи, англиски дипломати дојдоа во Македонија, во консултација со амерички дипломати, не спомнувам имење, тоа не е фер, и австријски дипломати, тогаш се пушти една верзија дека во Македонија во овој дел ќе има војна. Тоа го пушти, значи, тогаш австријски дипломати, англичаните почнаа да прашуваат кои сте, какви сте, колку ви има, како се чувствуваат луѓето. Тоа стане една многу непријатна ситуација. И ние беме доведени во една состојба на територија која што прогласи независност, има туѓа војска на својата територија и тоа многу силна, нема гарант на својата независност, нема регулирана граница, пазете, и плюс територија која што не е регистрирана во Обединетите нации како држава. Советот беше на дипломатите и на нашите други пријатели, не зборувам сега, значи Советот беше на, да речеме, од Словенија, од Бугарија, од некои други пријателски земји, Франција и така натаму, сега не сакам да спомнувам, дека ние мораме потхитно да го премостиме тој период именно од територија која што е недефинирана, прогласена за држава, во територија која што е запишена во Обединетите нации. И јас затоа велам дека Обединетите нации се клучни сега. Ние тоа се случи некаде во 93-та година на 7 април, или не знам имам го датумот, не е важно. Ние успеавме со посредство на англиските дипломати, со посредство на Франција, со посредство на Соединетите Американски држави, да издействуваме да не
запишаат под привремената референца поранешна Југословенска република Македонија. Зошто тоа се направи? Околу тоа прашање има многу критики, дека некои биле нестручни, не е поднесено и така натаму. Мислам, тоа се малку полаички дебати. Сега, дозволите ми, бидејќи сме во таа фаза на своевременно евоцирање, само уште една работа која се работи за Њујорк, да ги потсетам гледачите, и особено дел од нашата диаспора, дека во Обединетите нации, во Њујорк, на галеријата беше дел од македонските иселеници тогаш во Америка. Сите тие еуфорично аплаудираа при настапот на Глигоров за прв пат на светска арена на македонски јазик. Дел од нив денеска ги препознава како главни хитмейкери по социјалните мрежи и по разната номенклатура на диаспората, кои мислат дека го изгубивме идентитетот, дека Република Северна Македонија ништо не значи, дека поштува распадот. Но тоа е само мој новинарски пристап. Што вие мислите, кај ние успеавме уште во тој принцип на динамично оформување на државата? Обединетите нации се едно, истовремено. Ние успеавме мирнодопски да се разведеме, да речеме, од ЈНА, од генерали кои и македонски меѓу другото, кои ни се закануваат дека ќе го рекетираат Скопје, нели? Така е, да. И дека ќе не уштат за 12 часа. Дали беше тоа кукањац или дел од поранешто, тоа не е важно. Но и сето тоа успеавме да го прегрбиме. Дали тоа беше врз основа на, оти ние сепак бевме кревки, на сознанието дека овде веќе стои некоја мокра сила, штом ние сме така дрски на одреден начин. Видете, значи, кога господата Венс и Овен, кои беа преговарачи за Југославија, и ние кои се радувавме на референдумот и на уставот и правевме така прилично, како да кажам, забави околу тоа прашање, господинот Овен, значи во неколку наврати, тоа го има кажано на амбасадорот Денко Малески, кој беше за надворешни работи, на председателот сигурно исто така, бидејќи тој ми има пренесувано, и два пати мене ми го има кажано дека на Балканот не мора секој племе да има држава. Нас индиректно ни кажаа дека значи ние многу да не скокаме, и беше првото прашање кој ви ја гарантира територијалниот интегритет и сувереноста. Ние викаме војската. Која војска? Ние во уставот напишаме дека ЈНА е туѓа војска. Туѓа војска на територија на држава која што прогласила независност, и тоа војска, третата воена област, имаше 36.000 припадници од командантот до последниот војник на наша територија. Тогаш падна приказната дека ние мораме, значи, да направиме политика да се исели Југословенската армија. Вие знаете дека тогаш стана проблеми со нашето Министерство за одбрана кое што контрираше на владата. Ние имаме еден голем абсурд тогаш. Во период кога владата одлучи повеќе да не праќаме регрути, се пратени 16.000 луѓе. Значи ние додека траеше сукцесијата, наши луѓе отидоа. И сега ова сакам да ви кажам. Значи тогаш, значи, јас добив задача за тоа, за да профункционира Македонија како независна и суверена држава. Услов беше да се формира армија на Република Македонија, услов да се формира армија на Република Македонија беше да се исели Југословенската армија. Преговорите траја, вие сте запознаени, имаше десетина тајни средби, јавни и така натаму. Имаше многу во тоа, малку и надмудрувања, имаше често пати кога ние бевме и подзатварани помалку, задржувани и така натаму, но ние успеавме тој процес да го направиме. И ние кога тоа го направивме, тогаш преговарачите рекоа, па сега чекајте, значи оваа територија, значи прави некаков ред, поштува да, значи да ги исполнува некои услови, дајте тогаш, значи да ова територија ја запишеме во Обединетите нации како држава, па понатаму ќе видиме што ќе се случи. И ова само човески да ви кажам. И првиот предлог за Обединетите нации, еве го имам пред мене, значи Република Македонија Скопје, поранешна Југословенска република Македонија, Северна Македонија или Вардарска Македонија. 4 предлога кои што ги добивме за запишување во Обединетите нации. Кој тоа? Ние ги добивме од посредниците, од амбасадорите на големите држави. Пред да поминеме на овој, да речем, акутен и актуелен миг околу македонската перспектива на НАТО после референдумот, поштовани гледачи, гостин ми е професор Трајан Гоцевски, првиот министер за одбрана, университетски професор и учесник во изработката на прилично јасната НАТО перспектива
за македонската политичка и државотворна ситуираност. Сега еден блок на ЕПП, а потоа продолжуваме со професор Трајан Гоцевски. Зошто стравуваме од спогодбата и кои се бенефитите од ова генерална политика на добрососедство, од непријателите да правиме пријатели? Секоја легенда има свој почеток. Ова легенда од обичен пион станува главен играч. Но патот до тронот за неа беше трнлив. Животот на руската царица Екатерина II преточен во вистинско телевизиско ремек-дело. Телевизиска серија која се здоби со најдобрите критики и ја освои европската телевизиска публика. Приказна за жената на која ништо не ѝ беше дадено, но таа успеа да земе се. Владетелката над владетелите. Од понеделник на 1 ТВ. Не пропуштајте го мегахитот. Екатерина Велика. Почитувани гледачи, наскоро на 1 ТВ, новото шоу Возење со Вучи. За секој точен одговор доделуваме многу вредни награди. Од стокови награди, бела техника до патувања во странство за двајца. Пријавување на нашиот телефонски број и на нашата Facebook страница. И не заборавајте, од понеделник до петок, секој ден возење со Вучич само на 1 ТВ. Поштовани гледачи, мој гостин и гостин на Студио 1 е универзитетскиот професор, првиот министер за одбрана Трајан Гоцевски. Господин Гоцевски, зошто ние имаме таа перцепција дека никој не сака и дека ова што го правиме е само заради разнебитување на Македонија? Зошто се уште мислиме дека оваа спогодба е дел од концептот за урнесување на државата? Јас би сакал, пред да ви одговорам на ова прашање, само уште една работа да додам, бидејќи четвртата фаза испуштивме, таа е најдолга, најваријабилна, со најразлични, да речам, предлози, но во основа целта е иста. Именно четвртата фаза почна после нашето запишување во Обединетите нации. Од тогаш, значи, се до пред 2 години, сите влади преговараа, значи има некаде 11 имења беа ставани на маса, за некои доваѓаше до одредени, да речам, приближувања, за некои одеа, значи се разидуваа повеќе. Последната влада, значи, исто така, после особено Букурешт имаше малку една одбојност во динамиката и динамизирањето на преговорите поради тоа што ни се случи во Букурешт. Не навлегувам дали е тоа исправно или не, но ние навлеговме во антиквизации, почнавме да ги нервираме и грците и така натаму, и ние во основа, значи, по таа четвртата фаза, кога најмногу разговаравме и најмногу се влечеше оваа работа, ние се доведовме во најнезгодна ситуација. Но, значи, станавме заробена држава, правниот систем не ни фигурираше, назадувавме од демократските процеси и така натаму, тоа е познато на јавноста. А ете како, за да речам само за подсетување, предлозите беа, значи, имаше предлог Република Македонија Скопје, Скопска република, Северна, Горна, Вардарска, Нова,
демократска, централно-балканска или индијска, тоа на крајот не знам дали како испадна таа, не сум ја прочитал. Добро, беше и она, јас стално што го зборам на академик Илиевски, кој векаше дека Горна Македонија не можела историски најмногу да следи. Да, и тоа има објаснување. Меѓутоа, тука има и... Сега ова сакам да ви кажам. Значи, но кој е клучното прашање? Значи, во оваа фаза Грција никој пат не се откажа од две работи. Значи, едната работа е именката Македонија не може да биде столб на името, значи таа мора да има географска одредница и да е споена, Нор Macedonian. Според тоа, некој во Шведска како ќе разбере дека се работи за Македонија. Второ, тоа да биде ерга омнес и следната работа беше, не се признаваше македонска нација, бидејќи таа е измислена од Коминтерната и не се признава јазикот, културата и традициите. Значи, до пред 2 години, целата политика која што се водеше околу нашето уставно име, одеше од, значи, идеја за поделба, до обезличување, што се постигна, до запишување во Обединетите нации под привремена референца и понатаму до спојување на именката Македонија со географската одредница со цел да се спои и таа да се стопи во тоа. Кога се споија тие точки во кои, например, грците во еден период беа подготвени да прифатат Република Македонија, цртичка Скопје, да прифатат додавки, да не биде ерга омнес. Што ги изиритира само антиквизацијата? И тоа ги изиритира сигурно, но да ви кажам една работа. Значи, во целиот тој период, тие до време се вратија на Лисабонска декларација. Пред 5-6 години они се вратија назад, дека именката Македонија, дури вие знаете, сега има политички партии во Грција кои што исто така велат дека ние не ја прифаќаме именката Македонија и дека не може да дозволиме дека постои македонска нација и македонски јазик. Значи, во овој период, во принцип, сега тој збор може да е, да речем, непријатен, да речеме, се врши притисок, но се врши многу дискусии од моќните играчи во светот, но притисокот за решавање на македонското, на нашето прашање и према Грција и према нас, ама и према нашите соседи, затоа што се опоменети сите соседи дека сега е времето за да почнеме да работиме, да го решиме тој проблем, а тој проблем и таа цела работа произлезе од самата геополитика која што се создаде овде нови простор, геополитиката која соопшти државниот секретар Кери за линијата на огинот, на кој што ние се најдовме, и ние треба многу интересно да извлечеме поука, бидејќи човекот јавно кажа дека вие сте наоѓате тамо и дека треба подхитно или брзо да се определите каде сте. Таа линија е дефинирана, таа јас ја читав во некои аналитичари кои велат дека таа линија тргнува од, значи, Маđарска, Србија, Македонија, Грција, Сирија. Значи, тоа е таа геополитичка линија која што на некој начин се сака да се во основа оттргне можноста за да има источно влијание или влијание на други сили, освен Европската унија, НАТО и Соединетите американски држави. Тој контекст на некој начин ни помогна нас, ни помогна кризата во Грција, бидејќи тоа е незгодно да го кажам, но и Грција се најде во исклучително комплицирана ситуација и ние да не бидеме наивни дека во сите преговори околу пакетите на решавање на грчката економска криза, постојано се зборуваше за тоа дека дај затворете го тоа прашање, бидете подобро пријатели, како и ние што велиме сега дека сме подобри да сме пријатели со Грција, отколку да бидеме скарани и да бидеме... Чекајте, само една работа. Како е возможно дел од македонската политичка елита да не разбере дека една личност, меѓу другото и Европската унија, но една личност има клучна улога во санирањето на економската и финансиската криза во Грција, и таа иста личност, германскиот канцелар Ангела Меркел, слетува во Скопје, нели? За да го покаже државно-правниот континуитет и карактерот на ова, како вие викате, територија која е сега држава и така натаму. Што е тоа што не можат да разберат? Дали мислат дека продавајќи, прифаќам дека имаат енергија, дека може да дојде до нивното право да оценат и можеме да изгубиме дел од некаква самостојност во креирањето на своето име и така натаму, но да не може да разберат што значи меѓународен фактор и што значи меѓународна геостратегија. Мислам дека ние постојано досега во овие 27 години, значи секој пат тргнував под некакви калкулации. Значи тоа се поситни, секоја политичка партија, значи има легитимно право да се бори,
ами има право да се бори за прашања кои што не се од национален, од државен карактер. Јас морам да ви кажам дека не можев една работа само да сватам, дека Македонија во основа нашето општество е мултиетничко општество и во основа граѓанскиот модел е тој кој што на подолга патека значи и овозможува политичка, економска и било каква друга стабилност на државата. Таквите знаци се појавија во последните неколку години. Ние пред тоа имавме исклучиво еднонационални партии кои што играа на националната карта. На некој начин, знаете, граѓаните, кога постојано ќе им велите дека некој ве демне, дека ќе ви земе тоа што имате, пред некој ден слушав дека ова било сега, и то на телевизија граѓани се јавува, не давајте бидејќи се што имате ќе дојат да ни го земат. А ние во основа нема што да ни земат. Ние немаме стратегиски сировини, немаме нафта, немаме јаглен, немаме ураниум, немаме, не знам, некој кој друг, да речам, алуминиум, јаглен и така натаму. Македонија е релативно оскудна со такви сировини и нема, значи, во основа, ние сме дел од решението на проблемот на Балканот, кој што безбедносно се уште не е ситуиран и се уште има аспирации, значи, од повеќе страни, да не запоставиме сега улогата на Кина што почнува да игра заедно со Русија. Сега Индија исто така покажува амбиции. Значи, тоа е веќе многу сериозно прашање и затоа кај Соединетите американски држави и кај Европската унија, значи, се на некој начин оцени дека ова прашање мора да се затвори, затоа што тоа, ако на некој начин не може да придонесе многу за стабилизација на безбедноста, но може да направи големи проблеми доколку дојде до инфилтрација Пред да се вратиме на НАТО и на геостратегијата, уште едно прашање како некаква историска реминесценција. Внимавајте, референдумот и прашањето на самостојноста беше инициирано од ВМРО ДПМН. Да. И при тоа СДСМ не гледаше на страна, учествуваше без оглед кој од политичарите не се качи на бината и така натаму. 2001 година ние имавме криза сериозна во која Љупчо Ѓоргиевски и тогашното ВМРО се соочи со сериозна можност од внатрешни судири комплекс. СДСМ застана зад проектот на рамковниот договор и на стабилизирањето на државата. Зошто сега Мицкоски не може да ја прочита таа историска генетика на ВМРО и да се приклучи кон глобалната идеја, а тоа е Македонија по секоја цена. Да биде членка на НАТО и да обезбеди сопствена сигурност. Значи да бидеме членка на НАТО, да се запишеме во Обединетите нации, да почнеме преговори со Европската унија. Тоа се трајните вредности кои што ние од 91 до денеска ги имаме и најголем дел од граѓаните ги прифаќаат. Јас да ви кажам, лично очекував дека ова е моментот кога ќе дојде до едно граѓанско обединување околу националните интереси на Македонија, бидејќи има таква една нотка која е многу позитивна и мислам дека и ВМРО како голема политичка партија, како организирана политичка партија, требаше тоа да го препознае. Јас исто така морам да ви кажам дека размислувам долго и најверојатно ја мислам дека тој став не е масовно прифатен од членството на ВМРО. Значи, јас познавам повеќе луѓе кои исто така на некој начин директно или индиректно кажуваат дека ние сега требаше честно е да одиме да го поддржиме референдумот, бидејќи тие исто така постојано заговараа референдум доколку дојде до било какво решение. Мислам дека има тука влијание веројатно повеќе структури од поранешните елити на власта. Тие се сега во непријатна ситуација и ако е точно тоа дека еден од условите е да се направат некакви промени кои што ќе стопираат одредени процеси кои што се одвиваат денеска околу наставите во собрание или нешто пред тоа, тогаш мислам дека тоа се калкулации кои што на долга патека не носат добро за Република Македонија. Мислам дека и ними како опозициона партија, како релативно сериозна голема партија, тоа не им оди во прилог. Според мене, тие требаше исто така да излезат на референдум. Сега, ова што го зборуваме, дека референдумот е најголемо, најграѓанско право, демократско право на секој граѓанин, членството ќе се излезе, ќе се гласа кој како мисли, дали е против, дали е за и така натаму. Но,
Бойкотирањето и ова на некој начин никој пат не донело добро на политичките партии. Вие сеќавате Лјупчо Ѓорѓиевски во една пригода призна дека најголемата грешка негова беше кога тој се повлече еднаш од парламентот. Кој ги бойкотираше парламентарните избори и тоа. И рече тогаш ние најмногу изгубивме која партија, бидејќи сами се тргнавме и сами оставивме на нашиот политички... И му дадовте рака да не СДСМ да изведе транзицијската распродажба на Македонија. Така да во тој смисол јас така го гледам тој проблем, значи повеќе се можеби интереси на одредени потесни групи и така натаму, но во принцип за Македонија треба сите партии да застанат. Дали очекувате дека ден после референдумот ќе спластат страстите или ќе се возобнови една димензија на префрлање на политичката конфронтација повторно на улици, повторно на неконтролирани групи и така натаму? Мислам дека е минато времето на такви работи. Ако некој мисли дека ние ќе се враќаме на 2001 или ќе се враќаме на некое друго време, мислам дека... Немојте да мислите на 2001, ние да ги забравиме настаните од 27. Не само и 27, но ние имаме два пати упади во собрание. Тоа е апсолутно, да речеме, за сите европски аналитичари, тоа се два настани кои што се оценете како најсериозни, затоа што сепак тоа е законодавниот дом. Не очекувам дека може да дојде до одредени, да речам, внатрешни несогласувања. Мислам дека референдумот е прочитан од најголем дел од граѓани на Република Македонија. Јас не сум ги гледал последните сондажи на мислење, меѓутоа од ова што слушам од луѓе кои го пратат јавното мислење, сметат дека 2/3 од луѓето кои се консултираат сметаат дека ќе гласаат позитивно за референдумот. Како гледате на оваа солуција во која, например, се манифестира, условно кажам, некакво неединство? Излегува 20 претеници од опозицијата, од ВМРО-ДПМ, кои рекоа ние не излегуваме, ќе бойкотираме и не гласаме за уставни промени. Меѓутоа, индикативно е што другите 26 одмолчуваат, што на одреден начин дали тоа зборува за внимателност или за добра волја дека сепак треба да се подржи овој НАТО пат? Видете, сепак се... Вие ако го слушавте лидерот, тој постојано се вика нели на легитимните органи на партијата. И сега ние мора да сватиме дека кога ќе се изгради став на Централен комитет или на Изvrшен комитет и така натаму, еден добар дел од членството или поголем дел ги прифаќа. Јас во таа насока гледам однесувањето на пратениците, бидејќи сепак тие биле на листата на ВМРО како кандидати за пратеници. Уште за крај, да, повелете. Да. Сакам уште само нешто да ве прашам, а тоа е дилемата дека еве ние ќе гласаме, ќе прифатиме уставни промени, ќе го изведеме пакетот и така натаму, но пак грците може да не блокираат, повторно не можеме да бидеме пред портите на НАТО, да бидеме примени, без оглед на овие јасни сигнали од Столтенберг, Меркел, Макрон и така натаму, дека тој дел на патот ни изодени, дека ние сме добродојдени. Има ли стравување? Кои би биле можните препреки да не дојде до реализација на овој голем проект за Македонија? Видите, ние мора да бидеме најасно. Значи, околу НАТО се прилично јасни работиве и мислам дека со ова подршка на меѓународната заедница како целина, што не се случило во ниедна држава, ни Полска кога влегуваше тоа не се случуваше, или кога влегуваа некои поголеми држави, мислам дека грчката дипломатија е искусна дипломатија, грчката држава има традиција и никој нема си дозволи, например, да прекоси на целата меѓународна заедница. Јас во тоа сум убеден и мислам дека работите во тој дел не треба, значи приказната да ја тераме дека има да треба се плашиме од тоа дека нема да се реализира договорот. Впрочем, во договорот има и една заштитна клаузула. Таму вели дека доколку тоа не се усвои во грчкиот парламент, прво е условено усвојувањето на спогодбата и предпристапниот документ за Македонија за прием во НАТО да се направи на иста сесија на грчкиот парламент. Значи тоа е многу јасна. Овие сакам друго да појаснам за оние кои што ја анализираат спогодбата. Оваа спогодба е 1/3 и повеќе од спогодбата од 95 година, времената спогодба која што ја подпишавме со Грција.
Тогаш господинот тоа не е многу што. Холбрук тогаш беше од Америка и се направи. Да не се занесуваме дека оваа спогодба ние ја направивме или грците ја направи и дека таа не е под еден мониторинг од една поширока димензија каде што учествували големите сили. Значи ние мораме тоа да го сватиме. И да речеме, ние мора да сватиме, често пати се спомнува, ние ќе изгубиме нешто од суверенитето и така натаму. Тоа мора да ни биде јасно дека влегување во меѓудржавна организација или друга асоциација, како што е Европска унија, како што е НАТО, вие апсолутно дел од својот суверенитет го пренесувате таму. Не, на граѓаните треба да им приопштиме уште едно сознание. Особено оваа теза дека кога ВМРО ќе дое на власт, нели, ќе изнуди поповолни услови или евентуално нова преговарачка позиција. За дел од тие што не знаат или не умеат да читаат. Само да ги подсетиме дека, например, Дејтонската спогодба, која се обиде да ја обнови во преговорите, а таа е всушност една катарза на хрватско-српските односи. Или, зошто ВМРО ДПМН на толку владење не успе, освен пред Меѓународниот суд за правда, кога доби спор, не рече, видите, ние го добивме спорот, не го признавате, ние ја поништуваме спогодбата, одиме на Обединетите нации да не гласаат. Значи, таквите солуции не може да не им бидат соопштени на луѓето. Зошто? Видите, прво, едно ќе ви кажам. Значи, ако, да речеме, има ново преговарање, нашите позиции ќе бидат послаби од овие позиции. Значи, ние сега, јас затоа ви кажувам, ако сакате таксативно ќе ви набројам, таа спогодба треба многу убаво да се чита. Не можете да се нагаѓа таа, ние некој ја нагаѓаме спогодбата, таа треба добро да се исчита. Значи, со спогодбата има многу добри заштитни клаузули и за Република Македонија. Значи, никој пат досега, јас ви ги кажав 5 фази, ви кажав, ако било тоа поволно поделбата, ако било поволно да нема именка во името Македонија, ако било поволно да бидеме споени именката Македонија споена со географската одредница, ништо. Значи, се одевме од полошо во полошо. Значи, сега целата конфигурација на односи е свртена кон Балканот и кон нас, да се реши тоа прашање и во тој поглед, значи, и грците мораше да отстапат и ние мораше да отстапиме. Затоа е спогодба. Затоа има и таму незадоволство. Вие гледате грчката опозиција исто излегува со став, вика, им дадовме идентитет, им дадовме име, им дадовме јазик, тоа не знам и така натаму. Според тоа, значи, не се задоволни опозицијата и таму и вамо. Јас кај нас мислам дека едно од клучните прашања покрај тоа што го искоментиравме и тоа што ВМРО поради целата оваа констелација на политички односи што се случи во последните 2 или 3 години во Македонија, тие беа на некој начин, ќе речам, значи еден по-благ израз, тие беа маргинализирани, не учествуваа во основа во политичките преговори и во преговорите за спогодбата со Грција. Веројатно тоа ги фрустрира нив. Јас не знам до кој степен владата и нови... Така, мислам дека ги суспендираме од одговорницата. Јас слушам во прислушуваните разговори дека Милошевски, Груевски и Мијалко си договарале сплетна имиња. Да, апсолутно. И сега одеднаш сите тие се амнестираат, нели, од своето учество. Гревот е во тоа што е направена спогодба. Сите има преговарано, сите има отстапки, сите има согласности за разни имиња, да не ги повторам и така натаму. Според тоа, ова јас мислам дека сега има и една... Јас ја слушам вака од граѓани, да речам, оваа наша ситуација, дека ова е шанса да се дојде до предвремени избори. Јас мислам дека и таа проценка не е во ред и нема да донесе нешто добро. И смета дека ќе се направи, да речеме, промена на власта или промена на односите и така натаму. Они како партија имаат право да калкулираат, нели, со таква работа. Меѓутоа, проценката на геополитичката состојба, на меѓународните односи, процената за тоа што се доби со спогодбата, не кореспондира со, така да речам... Дури да се игра на таа карта на предвремени избори, па зар веројатно во тој штаб не анализира дека дуи се вложува, албанскиот фактор се вложува и физички, и умствено, и идеолошки во целиот концепт на НАТО. Кој партнер ќе го имаат кај албанците под услов да не освојат 61? Видите, уште повеќе што има старата риторика и грев на антиалбанство. Тоа се држи така, е дури уште една работа ќе ви кажам.
бидејќи јас учествував во првата влада, ме ги следам и наваму работите. Ако некој и досвои и 81 глас во Македонија, ако некој мисли дека ќе формира влада во која што нема да коалицира партија на албанците од Македонија, значи тој или не е реален, или не ја гледа реалната состојба во Македонија. Според тоа, без коалицирање со албанска партија од Македонија во влада, да се формира влада, да речеме, како што 92-та година што се разви една теза, са се враќам па назад малку, бидејќи ние сме повозрасни и помалку историјата не влече назад, кога требаше да се формира армијата на Република Македонија, вие знаете кој беше предлогот, да се формира Македонска национална гарда во која што ќе учествуваат само македонци. Да. Кој можеше тоа да го реши? Значи, слична е ситуацијата сега. И за крајот, ако сакате, само уште еднаш да кажам аргументи, да ги кажам зашто јас држам тој став дека оваа спогодба треба да се прифати. Тој е спогодба, не е договор, спогодба е, треба да се прифати. Значи, гледате сега што се случува. Значи, именката Македонија е централното име на нашата држава. Ние сме Македонија, така пишува. Значи, и државјанството е македонско. Значи, прв пат тоа се случува. Јас да ви кажам, во некои работи кога читам, некој пат се избунувам. Значи, тоа е сепак помогнато од многу места. Значи, не е тоа само наш договор. Другата работа е, значи, идентитетот е македонски, јазикот и така натаму, значи, многу интересно е што идентитетските прашања се стават во спогодбата, што е, да речеме, за мене малку и абсурдно. Како тоа некој мене ми признава идентитет? Јас ако сум македонец и ако се чувствувам така, ја нема да барам некој тоа да ми го признава. За нашите дедовци за време на турско или за време на српско или за време на бугарско, кога ги запишувале во книгите под... А зошто е направено тогаш така? Видите, ние не сме имали држава тогаш, ама ги запишувале, меѓутоа тие останале македонци. Според тоа идентитетот не го напуштили. Идентитетот не е работа на спогодба. Значи, тоа е во нас, тоа е наша работа. Сега тоа е кажано. Многу интересно е што во спогодбата се појаснува историскиот контекст на поимот Македонија од античко време до денеска и се кажува што подразбира едната страна, што подразбира другата страна под тоа. Јас исто така сега се загрижувам нашите историчари, имаме видни историчари, не излегоа да го појаснат тоа, бидејќи додавката северна, која е одделена сега од Македонија, само прави дистанца од територијата која што 51,6% е во Грција. Територијата Македонија, кога е 13 година поделена, значи 51,6% е во Грција, 34% е тогаш на Србија, односно ние прогласуваме држава на 34% од територијата Македонија. 17% на Бугарија, 1,8% е на Албанија. Така е поделена тогашната територија, не држава, територија. Според тоа, логиката е дека ние сме на север од таа територија. Но бидејќи одделена сега од именката Македонија и бидејќи ова е Македонија и државјанство македонско, значи ние фактички ги затврстуваме нашите и идентитетски и други прашања кои и со тоа да ви кажам уште една работа. Значи ние сега, пак ќе го повторам можеби неколку пати бидејќи кај нас не се тоа спомнува, остануваат за меѓународен промет кодовите МКД и МК. Тоа е клучно прашање. Тие никој пат тоа не дозволуваат досега. Добро, поштовани гледачи, следевте подолго интервју и презентација на искушенијата, но и на тоа што не очекува во стратешките денови на одлука со универзитетскиот професор и првиот министер за одбрана Трајан Гоцевски. Ви благодарам, професор Гоцевски, што бевте љубезни да одговорите на овие прашања. И јас ви благодарам, бидејќи министер за одбрана сум бил и границите да ги спомнам. Со спогодбата сега се регулираат сите граници на Република Македонија. Јас многу повеќе сум заинтригиран за овој ваш тефтер, како алманах на историјата, но се надам дека во една прилика ќе ја можност да ги видам. Да. Тоа беше Трајан Гоцевски, поштовани гледачи, малку од мене ќе здивнете. Следува еден цел серијал на вести, па ексклузив, па потоа нашиот веќе топ спин Сергеј и се враќаме назад во 21 часот со гостинот во студио 1 председателот на парламентот на Република Македонија Талат Џафери. Со него ќе разговараме за можните очекувани уставни промени, за тоа што не очекува ден по референдумот.